Добро, денеска е празник во Неготино, традиционалниот Панагюр. Овде сме заедно со нашите сопартици да го посетиме Панагюрот. При тоа морам да изразам своја слика. Бев на овој Панагюр пред 9 години, реално чекав на ред да поминам. Сега не е така, најверојатно сиромаштијата си го прави своето и жалам што сепак и властта се обидува да наметне нов арач и при овие традиционални манифестации и организации кои што треба да имат своји ефекти. Гледам паркинг се наплаќа на влезот, дополнителни цени има за тезгите овде и се надевам дека тоа само нема дополнително да го уништи Панагюрот. Прекрасна традиција, можност во овој важен период луѓето да си купат работи за своето семејство, за децата, за училиште или слично и се надевам дека оваа вековна традиција ќе продолжи. Истовремено би сакал да искористам приликата да дадам одговори на сите овие кампањи и напади врз мене и врз Социјалдемократскиот сојуз. Го гледам Груевски деновиве, за жалење човекот, крајот му се гледа. При тоа запнале и тој и сите овие полтрончиња, неговите министри во владата, да зборуваат за морал, да зборуваат за етика, да зборуваат за отчетност или слично. Истите тие луѓе кои што дефинитивно ја водат оваа земја цели 8 години. Морам да потенцирам дека се што е спроведено во општина Струмица е согласно законот и апсолутно не постои ниту една грешка. Оваа кампања за сите исти овие работи ги водеа и пред една година. Нема да држат пресконференции луѓето од ВМРО ДПМН доколку ЗАЕФ е огрешен по законот. Се обидуваат да зборуваат за чест и морал мој и на моето семејство. Фирмите на ЗАЕВ вработуваат 800 луѓе. Се познати како најголеми донатори во регионот, а и пошироко во Македонија. Апсолутно морам да потврдам дека она кое што представува проблем во државата е владењето на 8 години на кланот на Груевски. Уште еднаш повикува, ако има нешто нечестно, нешто незаконски, веднаш да поднесат кривични пријави и да ме апсат. Еве јас сум овде и да знаат дека ниту јас, ниту граѓаните повеќе не им се плашиме. Ке продолжиме дополнително мотивирани да отвараме се што значи криминал на оваа власт. Ке мора Груевски после 12 години власт во државата, 8 години како премиер, да даде одговори на крупни прашања. Ке мора да каже за сите фирми, бизнеси и соработници кои што помогнаа дали да се створи 1 милиарда евра капитал на Сашо Мијалков. Ке мора да одговорат за целиот огромен капитал и имоти на сите соработници на власт. Кога тогаш мора да дадат одговори на сите овие прашања. Тие се власт во државата и тие ќе одговарат за се што направиле во ова општество. Во Македонија е лелек и плач, да криза е, но меѓу другото заради нивното владење се испразнети, одземени милиарди евра народни пари и заради тоа е ова сиромаштија, апатија. Граѓаните живеат од празно во шупло, со огромни долгови, фирмите се на колена клекнати, државата ни е подуништена. Казната следува, крајот им се гледа. Благодарам. Дали стоја уште отворен Повикот кон Груевски е отворен во секој момент, во секое време, на било кој медиум. Треба да дојде. Во демократска држава председателот на опозицијата поставува прашања, тој дава одговори. Ако се прави чесен и отчетен пред граѓаните, истовремено да, и тој да постави директно прашање, еве за овие обвинувања или за било кој, да добие директен одговор. Тоа е дебатата и функцијата во демократскиот живот која што има како политичка дебата.